Во сенка на ковид пандемијата, со заштитни маски на лицата ја испраќаме 2020-та. Тешка, но поучна. Меѓутоа, за сите, поуката е иста. Нема ништо поважно од здравието. Прво не раздели со блиските, со да не можеме да се дружиме, не оттргна од тоа болеста. А се надевам дека во наредната више ова ќе заврши, пак ќе ни останат дружбите како што ни беа од наредните години. Немам некоја посебна желба да се посакувам све тоа што би посакувал за мене, само здравје да имам. Од оваа година научив лекција дека ништо не е побитно од здравјето. 2020-та ја дочекавме во убава атмосфера, кој во кафуле, кој на плоштад. Сега ќе ја испратиме во своите домови, само во кругот на најблиските, велат граѓаните. Новогодишната вечера како ќе ја поминеме? Па сигурно ќе ја поминеме негде со роднините, фамилиарно така, некоја добра атмосфера. Нема да славиме, пошто не славиме ние и затоа нема. Дома, да во дома. Дома, да. Како и сите останати во држава, така и ние дома. Дома, да, со фамилијата, со семејството. Да се воздржиме од групирања со цел да ја пречекаме пролетта здрави, за потоа вакцината да си го направи своето, апелира градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Мислам дека оваа нова година што ни доаѓа 2021 како никогаш до сега ќе има суштина она кога си посакуваме добро здравје. И она што ја го посакувам и за мене и за сите луѓе, за општо и за целата цивилизација, не само за скопјани, не само за државата, е да имаме добро здравје, конечно да успееме невидливиот непријател ковидот да го победиме како цивилизација, како луѓе, со цел да си ги вратиме животите во некаква нормала. Угостителството годинава доби сосем друга димензија. Гостите преполовени, атмосферата поинаква. Разликата од минатата година е сосема голема, со тоа што не преполовија, некаде околу 60% од гостите што требаше оваа година да ги имаме. Сега атмосферата не е истата, затоа што самата ситуација што имаме не ни го дозволува тоа, али во секој случај се надеваме дека брзо ќе заврши, дека ќе се вратиме у некоја нормала. Немаме прослави, не може да организираме никакви забави, журки, ништо. Работиме со некои промоции и акции што ги имаме за да е достапно за сите граѓани, да може секој да си ја долови празничната атмосфера. Од МВР подсетуваат дека кршењето на ковид правилата е кривична одговорност по кривичниот закон за ширење на заразни болести и апелираат дека воопшто нема да има толеранција кон кршење на овие закони. Ние имаме подготвени соодветни планови и постапуваме, а се разбира ќе постапуваме и во текот на новогодишната ноќ и во текот на празнувањето на овие празници, каде што ќе бидеме присутни на терен и ќе санкционираме било какво прекршување на овие протоколи и на законите, односно било какво нарушување на јавниот ред и мир. Затоа ја користам и оваа прилика да апелирам до граѓаните да се воздржиме од употреба на пиротехнички средства, од кршење на јавниот ред и мир, но пред се да се воздржиме од кршење на протоколите за COVID-19 и овие празници колку што е можно да ги поминеме во своите домови, за да можеме да придонесеме заеднички за спречување на коронавирусот. Она што ќе остане запаметено е настапот на балканската звезда Дино Мерлин за дочек на годинава која измина. На плоштадот во Скопје пејачот собра илјадници граѓани. Но на 31 оваа година плоштадот ќе биде празен. И покрај тешкотиите со кои се соочивме оваа година, екипата на МИА успеа на прагот на новата година да забележи раздвиженост и добро расположение. Детските насмевки беа составен дел од еуфоријата која го направи магичен секој момент поминат на плоштадот во главниот град. Дедо Мраз дојде и во Македонија да ги види децата, да им даде еден совет, значи да се пазат, што значи тоа, да се пазат сите, да ги носат маските, да ги слушат препораките од здравствената организација и се најубаво тие што не се арни, што се заболени од корона, побрзо да оздравеат и да сите заедно да ја пребродиме оваа болест. И ќе ја пребродиме. Што посака ти од Дедо Мраз? Робот куќ. Робот? Куќ. Да? Ке го чекаш Дедо Мраз? Да.
Сакам капа. Капа. Капа ваква како мојата? Идемо капаме. Капимен! А, тој го немаме кај нас уште, ама јас сега ќе запишам у тефтерот. Маша, запиши капимен. Тој не го нема кај нас, уште не го направиле. Ама ќе го донесете до мраз, ќе го најде за тебе. Да. Таман има 10 дена, ќе го направат џуџињето. Договорено? Ама вака, да се договориме. Ќе ми оставиш таму колачиња и една чаша млеко. Пиеш млеко? Да. И јас пијам од ти. Кај елката, јас ќе дојдам, ќе го ставам подарокот, ќе изедам колачињата, ќе испијам млекото и со санката ќе летнам. Договорено? Да. Да пукне. Со бокс. Среќна нова година. Ајде се ти. Никако не. Јас сум Дедо Мраз, имам голем стомак, бела брада, бела коса и црвена капа.